ništo, со мене можете да направите се. Не живееш само од јадење леп, туку од секој збор од устата на Бога. Со тебе можам се, Исусе Христосе, со тебе можам се, Исусе Христосе. Блажени сте вие, кога ќе ве срамат, прогонуват лажно заради мене. Ако некој те удри по десниот образ, заврти му го и другиот. Со тебе можам се. Исусе Христе, јас те љубам до небо. Исусе Христе, јас те љубам високо. Исусе Христе, јас те љубам срцево до Божјо царство небесно. Ти си патот, вистината и животот во секого од нас. Љубовта Твоја по патот не води, по патека тесна до царство небесно. Исусе мојот Бог и Спасител, во Него верувам, за Него живеам, за Него живеам. Он ми дава сила да пораснам во љубовта, да пораснеш во љубовта. Ете, тоа е суштината. Ке дојдеш некако некаде, пред, зад, околу Исус. А потоа треба да поминеш со срцето твое, да разбереш, да се покаеш. И Исус да се насели во твоето срце, а потоа да пораснеш во љубовта. До полна возраст на Христовата, полната. Парабола за работниците во лозијето. И треба да одиш во лозијето малку. А лозијето е овој свет. Вие сте сега во лозијето, зашто Царството Небесно прилега на домакин. Домакин е тоа. Не е растури куќа. Не е оне што краде и лажи, што го води овој народ во пропаст, како вашите политичари, фарисеи, садукеи, писмозданци и духовници во наводници. Домакин кој излегол наутро рано, да изнајми работници за своето лозје. На едно место се вели жетвата е голема, а работниците дали сакате да работите во лозијето? Работниците се малку. Мнозина се повикани. Мнозина, сите. Но малкумина се избрани. Зашто треба да пораснеш во Исус, да не останеш на истото ниво. И постои една година истото. Па штом се спогоди со работниците домакинот, по денари и на ден ги прати во лозијето свое. Секој има по една душа. И ти тука си во лозијето, ако ја зачуваш душата своја, ќе ја загубиш. Тоа што сакаш ти, ако ја дадеш душата своја, ќе ја зачуваш. Потоа кога излезе околу третиот час, виде други како стојат. Луѓето стојат тука, на пазариштето. Мали деца што се расправаат по пазариштата, ако памтите тој стих. Тоа сме сите ние. Татко мој, зборувај денеска низ мене, нека секој збор што доаѓа од тебе ги допре сите оние кои сакаат да научат да љубат, да се покајат, да простат на сите, никого да не осудат, да ја прифатат твојата волја во нивните животи, да се покајат за гревовите на твоите предци. Татко мој кој си на небесата. Мојот татко создал се, е небесниот цар. Им рече, одете и вие во моето лозје, па што е право ќе ви дадам. Што е право? И тие отидоа. Законот без Исус е
Сето тоа што ти го прават луѓето, правете им го вие. Се што им правиш на другите, ќе ти се прави тебе. Пак излезе околу 6 и 9 час и направи исто. Околу 11 час одново излезе Господарот. Тој постојано излегува, најде други како стојат без работа. Стојат без работа. Што правите, луѓе? Ништо, си стоиме, ние сме спасени. Спасени сме, крстени сме во духот, си стоиме тука, си пееме песмички. Те сакам, Господ Исусе Христе, работници во лозијето. Те сакам. Зошто стоите тука цел ден, цел век без работа? Немам јас потреба ништо да правам, се направил Исус. Имаш потреба да правиш љубов со сето она што те обкружува. Тие му рекоа, бидејќи никој не повика, чека повик тој. А тој им рече, па овде е пишано, дојдете при мене сите. Дојдете при мене. Треба да дојдеш пред Исус. А ти одеш негде во некоја заедница, во зграда, во доктрина, а тој им рече, одете во моето лозје. И што е право ќе добиете. Барајте го најнапред Царството Божјо. Дали го бараш Царството Божјо или си бараш тебе да ти е добро? А приквечер Господарот на лозјето му рече на својот настојник, повикај ги работниците и плати им. Почнувајќи од последните па до првите. И дојдените околу 11 час добија по денари, по 1 денар. Ако го дојдоа првите, помислија дека ќе примат повеќе, но и тие добија по денари. Па тоа е принципот, прв во светот, последен во Царството Божјо. Сме го зборувале ова повеќе пати. Меѓу родените од жена нема поголем на земјата од Јован Крстителот, вели Исус. Но тој е најмал во Царството Божјо. Значи, штом добија по денари, тие негодуваа против Господарот и велеа, овие последните работеа малку 1 час, ти ги изедначи со нас што ја претрпевме тежината на денот и жегата. Зато ќе ми речат, од кога си ти во Исус? Јас сум толку години волку. Ова го повторувам, ти е навистина одредник, патокас, показ, одредница. Колку години си, не знам. Јас не го мерам времето на земјава. Јас знам дека постои вечна љубов во која треба да се вратам и размислувам на тоа ниво. Кој сум, што сум, зошто сум? Еве го тој стих. А тој им одговори и рече на еден од нив, пријателе, семокниот татко му зборува. Не те онеправдувам. Нели се погоди со мене за денари? Па ти имаш една душа, што сакаш, што гледаш, што другиот што прави. Твојата душа. Зар немам право да чинам со своето што сакам? Тоа би зборува небесниот татко. Што е свое? Па се е негово. Се е од него и за него создадено. Се преку него се држи. Он е почеток. Он е крај. Крај е он, таткото небесен. Добриот татко. Милоста негова е вечна. Љубовта негова е вечна. Он вечно не се лути. Он е љубов која никогаш не престанува. Ти си создаден или ти е окото завидливо? Зошто сум дарежлив? И ние гледаме другите што прават. Ти гледај да бидеш во љубовта. Никој никого не може да однесе, да го качиш на грбот. Секој си го носи својот грев. Како по една удолница од сиве сенки носат куфери. Кои се овие ги носат своите гревови? И ни се испушти човекот што го држев за раката. Тоа беше една видение. Доцна е веќе, почнам да викам, не видов кој е тој човек. Така ќе бидат последните први, првите последни. Значи, ние не го примивме духот на овој свет, да бидеш прв во светот. Исус дојде да биде слуга, ќе дојдеме зашто мнозина се повикани, а малкумина се избрани. За да бидеш избран, треба да бидеш понизен и покорен на Исус. Секоја мисла да е покор, не да мислиш ти со својата глава. Нека биде волјата твоја, татко мој. Ете тоа треба да го научиш. Па прашај што е твојата волја, се ги на работа расправи повторно. Меѓу човечки односи на ниско ниво. И чекам водство. Чекам. И слушав таму ме, што да ви раскажам, демонска природа
Купишта зборови, лаги, стравови и чекам. И потоа, кога ќе добиам водство, реагирам. Тоа значи неговата волја. И кога се искачуваше Исус кон Ерусалим, се искачуваше. Ако се зборува за горе и долу, на земно, на материјално ниво, тој зборува за духовно. Преку Ерусалим се искачува горе. Преку горката чаша, која мора да ја испие. Насамо ги зеде двоите 12 ученици и по патот им рече: ете се искачуваме кон Ерусалим и Синот човечки ќе им биде предаден на првосвештениците и книжниците. На кој ќе им биде предаден? На водачите на црквата. Тие го предаваат. И ќе го осудат на смрт. Зошто? Зошто им зборува за Царството Божие. А тие се врзани за овој свет. Тие говората не извршуваат и ќе го предадат на незнабожците, мисли на римјаните, за да биде исмеан, тепан и распнат. Исмеан, тепан и распнат. И на третиот ден ќе воскресне. Така кога сте исмеани, тепани некогаш со зборови, со чувства и распнати, помнете го овој момент, дека се искачувате кон Ерусалим, не земниот, небесниот. Слава ти, Господи Исусе Христе, што зборуваш во духот. Мир за сите оние кои ќе речат: мирот ми треба, Исусе, простувам на сите. Никого не осудувам и се покајувам за секој греф. Тогаш пристапи до него мајката на Завеедевите. Те сака мисли Завеедевите синови, заедно со своите синови, поклонувајќи му се. Пазете, телесно го молеше нешто. Е таа човечката природа. А тој рече: што сакаш? Исус и рече. Таа му одговори: заповедај овие мои 2 сина да седнат до тебе. Пазете, едниот одесно, а другиот одлево во твоето царство. Таа фаќа врски кај Исус. Така функционира овој свет. Ќе одиш, ќе го замолиш овој таму, нешто ќе дадеш. И тогаш првите и последните се измешани. Исус одговори: прв во светот, значи си во духот на овој свет. Исус беше слуга. Исус е најголемиот. Син Божји, стана син човечки. Исус одговори и им рече: не знаете што барате. Беше последен. Можете ли да ја пиете чашата што ќе ја пијам јас? Па тоа да бидеш слуга. Да се откажеш од силата. Условно. Или да се крстите со крштевањето со кое се крштевам јас. Водна бања во словото. Распнат на крстот. Раскрстен. Тие му одговорија: можеме. Петар ќе каже: можеме, после вика: помош. И рече: чашата моја ќе ја пиете и со крштевањето со кое се крштевам ќе се крстите, но да се седи од мојата десна или лева страна, зашто Отецот е видлив во Исуса Христа, Он пребива во него. За нас тоа е нешто, треба да го разбереме, едно тело. Дел си од него, дел си од љубовта која никогаш не престанува. Да се седи од десната или левата страна не е мое да дадам, туку кому е подготвено од мојот Отец. А тој има тој стих: не можете ништо да земете во Јован ако не ви е дадено од небото. Што значи дадено? Па тој ја знае твојата душа и твоето срце. Колку можеш да поднесеш, до каде можеш да издржиш, да испиеш горката чаша и да бидеш крстен со крштенијето. И 10 штом го чуја тоа, негодуваа против 20 своји браќи, овие да бидат министрите. Овде се тепаат луѓето за политика и крадат. Зарем вие мислите, ако избегате од македонскиот суд, тука што е корумпиран, ќе избегате од Исуса Христа? Вашите деца ќе овкаат. Кога би знаеле луѓето каква е отплатата, дека сребролюбието е најголемо зло, веднаш ќе се откажат од крадење. Ќе простат на сите, нема да осудуваат, ќе се покајат да бидат исцелени, ќе бидат здрави, ќе се покајат за гревовите на своите предци, ќе ја бараат волјата на Исус Христос во нивните животи. Но Исус ги повика и им рече: знаете дека кнезовите народни господарат над народите. Кнезови народни кои крадат, лажат и ве продаваат. Што се случува со Македонија е Армакедонската битка. Име, народ, територија, но тоа е проклетството кое го носи македонецот заради
Антиох Епифан, кој сето она што му се прави на Македонија, го правил на израелците. Им забранил да се нарекуваат израелци, им го забранил јазикот, им ја забранил религијата, им ги палил светите книги, им ги разгорувал храмовите, ги силувал нивните жени, им фрлал масло на јазикот, им забранил да зборуваат еврејски. Сето тоа се случува на Македонија. Треба некој да се покае. Па, например, челникот на неголемата заедница, поделена црква, телесна црква, народна македонска религија. Меѓу вас пак нека не биде така. Јас се покајувам, татко мој, во името на мојот народ. Прости му, не знаел што прави. Што прави? Да им ги отвориш срцата на политичарите да не крадат. Меѓу вас пак нека не биде така. Значи да господарат над народите и големците да владеат. Тоа се првите што ќе бидат последни. Меѓу вас пак нека не биде така. Кој меѓу вас сака да биде поголем, нека ви биде слуга. Слава ти, Господи Исусе Христе. Кој сака меѓу вас да биде прв, нека ви биде слуга. Прв, како што и синот човечки не дојде да му служат, туку дојде да послужи дојде и го даде својот живот за откуп, животот свој за откуп на многумина. Ете тоа, Исус вели, врви по мене, да правиш како Исус, да простуваш како Исус, да љубиш, но првин треба да пораснеш како Исус. Во љубовта на Таткото Небесен, да се предадеш во собственото, да му го предадеш собственото срце, Он да живее во твоето срце. Он да зборува низ тебе. И кога тие излегуваа од Ерихон, по него врвеше многу народ. И ете двајца слепи, физички или духовно, седнати покрај патот, чекаат. Штом чуја дека минува Исус, извикаа и рекоа: Исусе, сине Давидов, смилувај ни се. И ние го имаме слеп човек, како турнеш од патот, дека е проклесто. Но зборува и за духовно слепи. Значи, тие што не гледаат да прогледаат, тие што гледаат да станат слепи. Тие мисли, штом гревот останува, штом знаете, штом гледате. Апостол Павле ослепе, па стана тоа што треба. Иако беше обучен во старомакедонска филозофија и во израелска. Исусе, сине Давидов, смилувај ни се, двајца духовно слепи или физички. А народот ги укоруваше да молчат, но тие посилно вика, упорно, Исусе, смилувај ми се, Исус, смилувај ни се. Почетна точка е тоа. Исус застана, ги повика и им рече: што сакате да сторам за вас? Тие му одговорија: да ни се отворат очите наши. Слава ти, Господи Исусе Христе. Исус се смилува и се допре до нивните очи. Значи, упорно, Исусе помогни, Исусе им ги отвара очите, физички, односно духовно. Веднаш им прогледаа очите нивни и тие тргнаа по него. Не останаа таму. Апостол Павле паѓа од конјот, ослепува. Не можеш да се риташ против бодил, ги гонеше христијаните. Јас сум Исус кого го прогонуваш, му се вели. И потоа слеп го носат во Дамаск и таму Ананија положува раце на него и прогледува и од тогаш почнува да работи и од 27 глави, 25 глави на Новиот Завет, 13 се од апостол Павле поминати во дух. Значи, зборуваме за принципот. Се вели двајца или тројца. Исус им вели, штом гледате, гревот ви останува. Се вели двајца или тројца собрани во Негово име. Тука сум и јас. Во Негово име. Во Исусово, не во нашето име, не во моje име, не во деноминација. Во Исус, тука сум и јас, вели Исус. Уште да се договориме што е тоа во Негово име. Само да се договориме што е тоа во Негово име. Во име на љубовта. Луѓето во свое име се собираат. Во име на деноминација, на поделена заедница, во име на канони, на правила, што некој друг ги направил. Видете, онај стих што зборува, кога тој ќе дојде, се ќе ви објасни. Ќе ви ја каже чистата вистина. Тоа значи, кога ќе созрееш ти духот, кога ќе се насели во тебе, ти си подучуван од духот, немаш потреба во канони да зборуваш.
Некој што пред 500 години направил реформа и ти сега ја повторуваш. Како да 500 години не се отчитувал духот. Тие биле апостолска црква, а Исус е таму некаде во ќошот. Се занимаваат со светци и богородично христијанство. Во име на љубовта, љуби го својот ближан како самиот себе си. Да љубиш, да простиш, да не осудуваш, да ја исполнуваш волјата на Таткото наш небесен, кој самиот е љубов. Тоа значи да љубиш. Собрани во Негово име значи да се љубиме. И што меѓу вас има завис, кавга и неслога, вели Исус, се уште сте телесни. Телесни. Кога се собираме во Негово име, не во нашето, слегува сила на духот. Има водна бања, прочистување, капање во духот, прочистување со Словото. Не заборавајте, Исус не се лутеше, не осудуваше, ја извршуваше волјата на Отецот, се даде себе си за браќата. Беше слуга, ја испи горката чаша. А ти, дали се лутиш и не простуваш, кога те подучуваат? Подучувајте се едни со други. Пишано е во Филипјаните 15:14. Како инаку ќе растеш? Си бил во молитвена војска, си ја напуштил. Ако си во војна и во војска, ти си дезертер. Си се молел доскоро со браќите и сестрите, а сега не прашуваш ни како се, ни дали ти е потребна помош. Им е потребна помош во битката. Дали го напушташ Исус? Ако е тоа духовна група Исусова, нас не напушташ, себе си се напушташ. Дали се оставаш духовниот, ти одиш во телесниот? Дали си бил вистински собран во Негово име? Или си во свое име? Јас мислам вака, јас сакам. Каде е тоа што е едно тело? Дали го разбираш ти тоа? Јас и Отецот сме едно, вели Исус. Едно, вистински е тоа. Ако си ти едно, немаш каде да заминеш. Не можеш да заминеш. Едно тело си во љубовта. Едно мислие е заедништво, еден дух со Него. Со Исус кој на крстот рече: прости им, татко. Не ги осуди. Видете, го има тој израз да го примиш Исус во срцето и да го примив. Едно е ти мисловно, друго е вистински да се претопиш во љубовта. Тој процес не е едноставен. Тој е вториот степен на страдание. Првиот е кога те боли нешто примитивно, те подсетува дека треба да си зависен од Бог, а ти трчаш кај луѓе. Вториот е кога умираш стариот ти. Прости им, татко. Грешниот. И се облекуваш, се раѓаш одново. Не осуди Исус, а ти дали осудуваш и не простуваш? Можеш ли да кажеш на тие што те осудуваат, како беше го понизија, го истепаа, го исмеја: прости им, татко? Вистински, не многу го потребуваат во светот тоа, прости им, татко, и демек. А он не простил, го кажува тоа, тоа е празна фраза. Не знаат што прават. Ако вистински го кажеш тоа од срце, тогаш се материализира. Исчекорот. Ако ја напушташ заедницата, ако е таа во Негово име собрано, дали го напушташ Исус? Или себе си се напушташ, духовниот, и одиш во телесниот човек? Исус никого не напушти. И тој вели: дојдете при мене сите, иако е тој добриот пастир што оди за загубената овца. Сите обесправени, безпокојни. И јас ќе ве успокојам. Мирот Исусов во тебе, во срцето. Помогни ми, Исусе. И јас ќе ве научам да љубите, ќе ве утешам, да простите, да ви биде простено. Одиш од една заедница во друга,
Ако деноминацијата е иста, ти ништо не менуваш суштински. Ако менуваш само некои правила, а треба да заминеш кај Исус. Оди од една и се носиш себе си, својата телесност и грешност, ќе помина 20, 30, 50, 70 години, а ти си истиот. Зборуваш и не извршуваш. Не си влегол во лозијето. Цитираш, а не умееш да простиш. Не умееш да љубиш. Зашто немаш љубов? Ако немаш љубов, го немаш Исуса во срцето. Тој ти дава љубов. Другото е духовна статистика, стихови, глави, редови, страници и царинење на постапките на другите. Цариник е оне што царин, овој волко, овој толку, овој волко. Духовно значење. Меѓу раската и гредата во твоето око, меѓу собрани во Негово име, Исусо, и собрани во моје име. Јас сега ќе ви кажам, вака мислам, Исус ми рече вака, Исус ми рече така. Аха. Тоа е како мајката на Заведевите синови. И сега да ти кажам, Исусе, ако може тие да седнат од таа страна. Дојди ти да служиш и да работиш во лозијето и земи го својот денар, својата душа, за да не ја загубиш. Ма зошто тие си имаат толку? Секоја мисла да е покорна на Исус Христос. Меѓу раската и гредата во твоето око си ти сега. Меѓу собрани во Негово име и собрани во твоето име. Своje име, јас. Меѓу духот и телесното. А телесниот човек не го разбира духовното. Собрани во Негово име, значи собрани во љубов. Знаете, а љубовта никогаш не престанува. Љубовта не го помни злото. Љубовта не се гордее. Не мисли зло, не го помни злото. На се радува, на се надева. И ете го тој стих. Се претрпува. Те сака, Исусе. Те љубам, Исусе, и што повеќе ќе те љубам. Ете, значи, Царството Небесно е лозија во која ти треба да работиш, и ти вика, одете работите, зошто? Па никој не повикал, ние мислевме дека сме спасени, дека се си направил ти за нас, дека светецот се моли за нас, дека палам свеки, што одам, фрлам масло, рипам, скокам. Дека немаме потреба ништо да правиме ни. Тие, зошто стоите тука цел ден без работа? Еј, неразбрани галатијани. Зошто си му дал на овој толку? Секоја мисла треба да е покорна на Исус. Зар немам право да чинам со своето што сакам? Ти си создаден и немаш ништо свое. Исус во Ерусалим, значи оди во Ерусалим, се искачува и пазете, се искачува во Ерусалим и што значи тоа? Да бидеш исмеан, тепан и распнат. Се искачува во небесниот Ерусалим. Мајката на Заведевите синови фаќа врски. Чашата дали можеш да испиеш на Исус и горкото? Горкото кафе. Те сакам, Исусе, горката чаша. Чашата на благословот. Зарем да не ја испијам чашата што ми ја дал Отецот? Тој ќе ти даде сила. Кој сака да биде поголем, нека биде последен прв на земјата и на небесата. Синот човечки дојде да служи, двајцата слепи кои се духовно слепи бараат помош од Исус и тргнаа по него. А ти мислиш дека гледаш, знаеш и седиш таму пред лозијето. Те сакам, Господи Исусе Христе. Седиш таму и чекаш. Исус им вели, зошто стоите цел ден без работа, цел век, цел живот? Мислиш дека гледаш, дека си спасен, дека си крстен. Одете во моето лозие. И што е право, ќе добиете. Те сакам, Господи Исусе Христе. Те молам за сите оние кои се сега тука, кои слушаат, да им ги отвориш очите и ушите и срцето да се покајат, да бидат исцелени, вистински да разберат што е Твојата волја во нашите животи. Предавам се во Твоите раце. Молитвената група сотрудници, имаме и глуви сотрудници со кои работиме. И македонскава земја и се што имаме во Твои раце.
Ti blagodaram, te molam da mi dadeš sila, da mi ga otvoriš umot, da ga razbiram slovo tušte poveke. Te sakam, Gospode Isuse Hriste, isceluvanje za svi te onije koji će kažat: Gospode Isuse Hriste, dojdi vo moje to srce i pomogni mi. Isus napred nije ponego. Za sekogaš Isus, za navek Isus. Isus i samo Isus. Ja predavam i Makedonija vo tvoji race, se pokajujem za grevovite na mojite preci, te molam za moj narod i za Antioh Epifan, prosti im, ne znaju što pravata. Te sakam, Isuse, dojdi vo Makedonije i pomogni mi. Amin. Do Božje carstvo nebesno. Amin. Da napravite ništo, so me ne možete da napravite se. Ne živeš samo od jadenje lep, tuku od sekoj zbor odustata na Boga. So tebe možem se, Isuse Hristose, so tebe možem se, Isuse Hristose. Blaženi ste vije, koga će ve sramat, progonuvat lažno zaradi mene. Ako nekoj te udri po desni od obraz, zavrti mu go i drugi on. So te